ден и среќен ден од Владо Павлов. Најтешко е македонец да бидеш во својата Македонија. Ама и најлесно, затоа што Македонија е таа се што ние имаме во нашата душа. Сценаријата кои што се поврзани околу одредени работи со Павлов, се македонското обединување ги има дознаено и ги поврзува со сите случувања со еден лик кој што за своја материјална корис е поврзан со музејот на Република Македонија, со еден лик кој што е поврзан и со многу случувања во Кочани, Кочанско и цела Македонија. Доказите се собираат, а сите вие ќе го имате на мегдан. Лик кој што дефинитивно треба да биде обелоденет и истиот тој треба да биде со лисици на газе. И ќе биде. Но, јас ова моје вклучување во живо го правам поради поврзаноста на Швајцарија и Македонија со последните случувања. Ќе бидам многу краток, ќе отворам една тематика, а околу останатите случувања кои што се трасираат низ портали под капата на ова секташка организација е нивен проблем. Стојам на секакво располагање, овде сум, не бегам никаде и правдата ќе ја гониме сите заедно македонци. Ова е доказ најпрво дека некој имал за цел да го изнесе од Македонија клучниот доказ за Македонија. Името Отомани, отомански период, е име дадено само да изгуби вредноста. Затоа што некој имал за цел да го трасира кон Грција. Дали ме разбирате, македонци? Бидејќи нашите докази за Македонија се трасираат до ден денес од Музеот на Македонија во Грција. Затоа нема ниту еден доказ од Мородвис, каде што имаме докази за најголемата пајонска гробишта која што е поврзана со светилиштето Делфи и со гробници на древни пајонски цареви. Имаме доказ за Македонија. На некого ова не му одговара, затоа што имаше за цел во претрес на друг основ да ја одземат и да ја украдат под капата на УВР Довлочани, а понатака да не знаеме каде е и истата таа да ја трасира некој пат за Грција. Затоа што древните македонски докази и македонски артефакти ги откупуваат во Грција. Ако е отоманско, ќе ги откупуваат турците. Но проблемот е во тоа што не е отоманско. Тоа е символот на Македон помеѓу две афионски мак чушки, а во средина цвеќето на животот. Браво за УВР Довлочани на 31 декември. Не работат, не спијат, извинете ми, 24/7 работат. Затоа и вакво Кочани, како што денес сите ние го знаеме во Кочани. Али ова секташка организација, секоја чест на исклучуци, ќе биде ставена на колена. Затоа што овие фингирани сценарија и намешталки, кои што се прават со и околу Владо Павлов, имат име и презиме кој ги праве. Ги прави еден лик кој што е поврзан и со музеот, и со УВР Довлочани, и со работи поврзани од Пулс, и со многу работи. Тој лик има име и презиме. И тој лик сите ќе го знаете во иднина.
Но, ајде да се поистоветиме по она зашто сме вклучени. Работата ќе се гурка, ви благодарам на сите безброј пораки, бидите трпеливи, не им влегувајте во нивната вибрација, затоа што сите онија од телевизија Пулс, па дури до Мија и сите останати, кога ќе го изгуркаме целиот процес, ќе имат кривична пријава. А тоа не ќе ми остане на сите нив. Ние ќе докажеме дека ова е Македонија, дека тај доказ не може никој да му трасира пат да го однесе во Грција за милионски суми. Ние ќе докажеме дека тој доказ е поврзан со Македон и со древната рајска градина. Не е тоа писмо, како што велат, отоманско, тоа писмо е Авеста. Авеста на кој што стои вистината за Кочани, дека е град на мирот, дека е поврзан со Моше и дека е град на светлината. Не е тоа отомански символ, каде што стои цвеќето на животот помеѓу две афионски мак чушки. Не е истата таа, изработена од мермер, како што имаме отомански артефакти од време на отоманите во Македонија. Овај доказ е поврзан со кварц. Затоа, од понеделник ќе бараме докази. Кој е тој тим што доаѓал од музеот на Република Македонија кај Владо Павлов на 31 нова година? Кој е тој тим и како утврдил дека ова се артефакти оригинални од времето на отоманите и дека се турски? Да видиме кој направил записник, како УВР Довлочени го пренела и како на кого му го дала. Затоа што УВР Довлочени не го воде под нито едно архивско бројче. Затоа што УВР Довлочени го украде и некој за да се спаси од тоа што го украдоа, за да му трасираат пат до Грција, мора да си спаси дупе. Гледајте го гробот Монте Кристо. И ќе биде многу јасно како човекот, поради таткото на јавниот обвинител, кој што бил поврзан со Наполеон Бонапарта, да се сокрие вистината, се обединуваат за да го наместат човекот. Јас ова моево што го гледам е идентично со гробот Монте Кристо, како се извинувам, кога сме во живо, мораме и вака од сите обиди кои што некој ги прави да го замрзне и да го исклучи видеото. Значи, ќе гуркаме работава до крај. Ќе им докажеме дека некој сакал овај клучен доказ за Македонија да му трасира пат до Грција, од кој што еден лик кој што е поврзан со музеот на Република Македонија, кој што е поврзан со многу работи околу фамилијата на Павлов и местенките, го прави ова за стекнување на материјална корис. Сите учесници ќе ги обелоденеме. Сите тие имаат име и презиме, а јас гордо ќе стоам кочанчани и македонци, затоа што чувавме нешто што е македонско, што е од Македон и треба да ни го вратат. Треба да ни го вратат. И сега на тој пат, во тоа трасирање на патот да го изнесат од Македонија во Грција, манипулираат дека е отомански доказ,
манипулираат дека е отоманско писмо, а е Авеста, манипулираат дека е од мермер, а изработено на принципо на топење и лиење од кварц. Ќе ја гуркаме работата, им благодарам, можеби ќе ги убрзаме протестите, за да стигне до премиерот Тино, се што се прави во ова секташко увара довлочени и се кој што прави. Па дури и овој доказ за кој што прават местенки, поради тоа што им застанавме на патот да не биде продаден, како се што е продадено од Македонија, и затоа нема македонци во Македонија. И затоа имаме згради кои што се прават во Кочани, како швајцарско сирење ни го направија најголемиот археолошки локалитет Текишински лозја. Затоа имаме споменик на Влесна пирамида. Затоа некој сега има за цел да лажи, да манипулира дека гробот на Александар е во Свети Николско, на кој што жестоко се спротивстави. Затоа некој сака да го земе Панаѓур и да гради згради каде што е најголемата ковачница на Архелај први. Затоа Владо Павлов треба да биде уништен. Затоа Владо Павлов треба да биде, ако треба, и сечен на парчиња. Нема да ви успее. Увара довлочени. Затоа што светоста е голема на македонецот. И сум горд што сум македонец. Вие тоа го правите што го пишувате за мене, за стекнување на материјална корис преку еден лик кој што има и презиме и е поврзан со последните случувања со Владо Павлов и со неговата фамилија и со едно од неговите деца. Се знаеме, ама ќе бидеме трпеливи и ќе чекаме. Да видиме дали имаме иста поврзаност со Швајцарија и со Македонија. Околу ова што се прави фингирано и нарачено, нека им служи на чест на сите нив. Не имаме докази, судот бара материјални докази, тие докази, ако не можеме да ги спроведеме во основен суд Кочани, има и други судови во Македонија. Ама има на крајот и главен друг суд. Така да артефактот кој што е символ на македонизмот треба да се врати и најхитно премиерот Тино да преземе активност за правење на музеј во Кочани. Единствен град кој што е поим за целата светска цивилизација во светот нема музеј. Премиере Тино, најхитно Кочани мора да има музеј. Затоа што ќе ви докажеме се што прават од увора довлочени и сите оние кои што имаат за цел да стекнат материјална корис, да се уништи Македонија. И на нас ни наоѓаат мана, затоа што ние чувавме клучни докази за Кочани како рајска градина. Замислете во кој свет влезе увора довлочени. Ало, секто! Секоја чест на исклучоци. Не знаете кај да терате више од она што глупости правевте во мојот град. Сите ќе бидете на колена. До еден. Ова е доказ за иста поврзаност помеѓу Пулс и Кран Монтана. Прескалките во Швајцарија, прескалките во Македонија. Погледнете како си играат со лагата и како се користат монтирани клипови идентично како тоа што го правеа во Кочани и како се прават сценарија за да се принесат жртви на козлето кое што е поврзано со оганот и со сето она што се случуваше во Кочани и во Швајцарија. Ајде да го погледнеме целото видео.
Una festa affollata, musica e champagne. In mezzo alla folla, una ragazza con un casco da sci sorride, sollevata sulle spalle di un amico. Nelle sue mani 2 bottiglie col... Дали сме спремни да го погледнеме целото видео и да ја поврземе ситуацијата и состојбата со нашиот пулс? Кој е овој лик? Овој лик дали има име презиме? Дали е жив? Дали е починат? Зошто овој лик носи кацига? Овде биле прскалки во шампањец. Capodanno a Crans-Montana. Una festa affollata, musica e champagne. In mezzo alla folla, una ragazza con un casco da sci sorride, sollevata sulle spalle di un amico. Nelle sue mani 2 bottiglie con scintille. Погледнете кој пламен има, идентично како во Кочани, а никој од гостите, од присутните не го забележува. Погледнете, никој не го забележува. Дали ова нешто монтирано на сето оно што е со ова состојба од диското, од барот, самите утврдете. Дали прскалките се само потик за да започне нешто идентично како во Пулс Кочани? И дали прскалките се изберени за да се скрие трагот на вистината која што е поврзана во многу држави во Македонија и што се прави со младите деца? Дали верувате, македонци, дека на ваков пламен сите ќе седат доле и ќе се веселат, нема да го приметат? Дали овој пламен е од некој друг пожар? Ама е направено така, за да изгледа дека е од тука. Идентично како со Кочани што се правеше. Кога велевме, целиот покрив гори, а сите седат и никој не излегува надвор. Ова е доказ дека една иста секта работи на овие два случаеви. Но, погледнете сега. Значи се уште никој не реагира. Погледнете. И сега најбитното. Сега веќе доваѓаме до вистината. Погледнете, македонци, пламенот го нема. Пламенот го нема, македонци. Тој што го правил ова, не можел да го доврши целото видео. Значи, оној пламен кој што претходно го гледавте, го нема. Каде е пламенот? Идентично како со дискотеката во Кочани. Еве од каде започнува целиот пожар. Значи го нема пламенот. Овие светлички ефекти кои што ги гледате беа ставени како да горат. И продолжувам. Еве го пламенот. Еве од каде започнува. Значи пламенот започнува после промоцијата со шампањецот и со прскалките. И започнува многу налево. La gioia si trasforma in confusione. Еве каде е. Poi in terrore. Уште еднаш. Ве молам, бидете внимателни. Дали прскалките се само потик на нешто што треба да започне, на нешто што е припремано претходно? Затоа што, како што гледате, имаме монтирани действија од пожар кој што наеднаш пожарот го нема. Уште еднаш ве молам, погледнете го целото видео, а јас на моменти ќе застанувам
за да видите што сакам да ви пренесам. Од вакви фингирани сценарија, како тоа што го прават, сценарија за пречек на антихрист, сценарија за една светска влада, сценарија за уништување на млада популација и поврзување со оган како бикот во минатото или молохот, се пуштени на најсилно. И затоа се боревме, и затоа се борам до ден денес закочени за пулс, да ја одгонеснеме целата вистина, бидејќи овие повеќе немат разум што прават. Capodanno a Crans-Montana, una festa affollata, musica e champagne. Значи, овде наводно имаме действија дека е од шампањецот. Folla, una ragazza Праскалките наводно ставени во шампањецот. con un casco da sci sorride, sollevata sulle spalle di un amico. Nelle sue mani 2 bottiglie. Веќе пламенот гледаме дека вивнал, а никој од посетителите не гледа нагоре и нели не го гледа пламенот. Con scintille accese, quasi a toccare il soffitto. In pochi Затоа што камерата кога некој сака да направи нешто не му излегува по план. Идентично како тоа што го прават со Владо Павлов повеќе од 20 години. istanti quelle scintille raggiungono i pannelli di legno. Значи, само што камерата завртува и повторно се враќа на истото место, пламенот го нема. Un filo di fumo, poi una fiamma. Еве од каде започнува. Еве од каде започнува. Значи, пламенот се појавува како експлозија. И каде што немат никаква врска праскалките. Праскалките се само потик да се влезе во еуфорија, во некоја екстаза и за да подосна дојде до експлозија. Моментот на експлозијата. La gioia si trasforma in confusione, poi in terrore. Capodanno a Crans-Montana, una festa affollata, musica e champagne. In mezzo alla folla, una ragazza con un casco da sci sorride, sollevata sulle spalle di un amico. Nelle sue mani 2 bottiglie con scintille accese, quasi a toccare il soffitto. In pochi istanti quelle scintille raggiungono i pannelli di legno. Погледнете, пламенот го нема. Само што заврати секунда камерата. Го нема од местото каде што е светличкиот ефект. И еве кога доаѓа експлозијата. Un filo di fumo, poi una fiamma. Еве експлозијата. Идентично како што се прави во Кочани, за кој што имаме докази дека има експлозија, дека покривот паѓа и дека започнува пеколот на тие деца. Имаме друга поврзаност. Влегување во македонска нова година, а ова е случај со римска Јанусова нова година. Имаме Македонија, македонска ДНК преку музиката и дискотеката Пулс. А овде имаме соцзвездие. Читајте ги пораките и ќе дојдете до вистината. Што се прави на глобално ниво и зошто требаше Пулс да воскресне со вистината, а не да се заталашкува и да се оди по еден друг смер, за да се сокрие целта која што се прави со младите деца. И затоа треба родители, сите ние да се обединеме против ова секташко движење кое што е многу високо дојдено глобално, а не само во Македонија. А тоа ќе го направите
ако сте до Бог. Ако не сте до Бог, немојте да барате помош. Само Бог може да ви извади од ова состојба. Само Бог може да ви помогне. А тој не сака обединети сите браќа и сестри, а не да гледате сеир и да чекате некој друго дете да биде утре запалено. Сите треба да застанеме во одбрана на ова глобално што ни го прават. Дали видовте како се измислуваат прскалки со скриени ликови и како камерата потоа не го гледа огинот, а огинот пожарот виднал претходно? Дали гледате дека на идентичен начин е со експлозија од покрив? Дали треба да се премолчува тоа? Немојте да бидете себични, немојте да бидете егоистични. Немој да велите моето дете не е следно. Дома е спие. Затоа што не знаеме кога и во кој дел од ноќта ќе ни го земат и ќе ни го запалат. Идентично како што кажуваше во интервју председателот на Сдруженијето 16 март Александар, кој што има пицеријата Пјаца. Немојте. Дајте да се вразумеме, да се обединеме и да се спротивставиме на ова зло кое што е глобално и кое што започна од Македонија. Затоа Владо Павлов им смета. Затоа ги прават сите сценарија кои што се поврзани со еден лик кој што има име и презиме и ќе го знаете сите. За стекнување на материјална корис го прави сето она по наредба на сектата да го уништи Владо Павлов и неговото семејство. Истиот лик е поврзан со сите случувања со Владо Павлов и со децата на Владо Павлов и со сите блиски пријатели. Неговото име и презиме ќе го знаете за кратко време. А ние понатаму ќе се бориме со вистината и ќе докажеме дека ова секташка организација не е поголема од Бог. И дека идентични за случувањата со Македонија и Швајцарија. Со таа разлика што во Македонија, освен што беа оставени со хемиски изгореници, беа и отровени. И ќе докажеме дека е така. Останете ми во мир, љубов и хармонија. Погледнете го уште еднаш ова видео и погледнете го ѓаволот како сам се зафркнува од неговата работа кога сака да сокрие докази од некое негово сценарио што го направил. Како тоа што го прават одредени лица, а секоја чест на исклучуци од овора довлочени поклоници на една секташка организација за кој што доправа ќе докажеме дека е така. Гледајте го внимателно и овде завршувам. La gioia si trasforma in confusione, poi in terrore. Capodanno a Crans-Montana, una festa affollata, musica e champagne. In mezzo alla folla una ragazza con un casco da sci sorride, sollevata sulle spalle di un amico. Nelle sue mani 2 bottiglie con scintille accese, quasi a toccare il soffitto. In pochi istanti quelle scintille raggiungono i pannelli di legno, un filo di fumo, poi una fiamma. La gioia si trasforma in confusione, poi in terrore.